председателе. И бидејќи ѓаволот е секогаш во деталите, некако иста насока имаме на дискусија, но не можеме да се разбереме. И зошто од една страна велиме дека решението е добро, треба да се поддржи, би можело да биде корисно, и зошто изразуваме делумна резерва по однос на решението. И материјалот од Министерството е добар. Проблемот се лежи во страна 3. Вели вака: јавното предпријатие Колекторски систем Скопје нема платено ниту една рата согласно амортизациониот план од договорот за регулирање на долг од број тој од 10.5.2021, а вкупните обврски ќе бидат утврдено заклучно со денот на влегување во сила на овој закон. Во однос на хронологијата, ние имавме дискусија за колекторскиот систем, имав ја два амандмани кои што се залагавме со сите сили за да допреме до представниците на мнозинството уште во дискусијата на буџетот. За жал тогаш не беше усвоено. Не станува збор дали ние имаме став по однос на функционирањето на колекторски систем. Потребен е. Треба да се направи прстенот, треба да се реконструираат пумпите, треба да се заокружи процесот и проектот. И тогаш баравме пари со кои што владата ќе обезбеди доволно средства да истиот процес да биде завршен. Зошто? Бидејќи преходно истото јавно предпријатие бараше двојно поголема цена, доби. Резултати немаше. Проектот не е завршен, а проблемите течат. Дополнителен проблем што нистото предпријатие оваа власт го стави истиот директор што беше во јавното предпријатие преходно. Каде што испаднал проблемот првично. Не знам дали ме разбирате. Од тука се гледа каде е нашата резерва. Бе во капацитетите и посветеноста на власта. Во нивните кадри, во нивниот пристап и начин на работа. Иначе да стигнеме до таа ситуација, убаво си се каже, се подпишува договор во 2000 година на 20 милиони евра. Ништо спорно. Потребен со повеќе општини, еден дел и поддоговор има за делот на Охрид и Струга. Тешела 4 години грейс период, до 2015 како што се правило. Нешто заостанале, нешто не заостанале. Како подгарант на самиот договор на заем се јавува Министерството на финансии и го исплаќа долгот. Не ја така го разбрав, исправете ме ако грешам. Но врз основа на тоа, вели вака, во член 6 од законот е предвидено во случај кога Република Македонија преку Министерството на финансии во име на крајните корисници ќе изврши плаќања през сметаните ануитети утврдени согласно со договорите склучени со Министерството на финансии, токму она што го велиме, кога ги исплатиле, дека Министерството на финансии има право на наплата на досасаното побарување кое вклучува главнина, камата, затезна камата и други трошоци настанати заради неможност на крајниот корисник на кредитот да изврши сервисирање на обврската настаната на датумот на пристигнување во рок од 30 дена да ги примени мерките на наплата на средствата од општините основачи на јавните предпријатија. Значи, тоа се има случајно. За достиле, Министерството го исплаќа целиот долг и понатаму има право да си бара наплата на поборувањето. Како го вршело тоа, истото е офатено и овде. Вели вака: направиле долг, има опција за репрограмирање на долгот, 36 месечни рати и така натаму. И во делот на Струга, Министерството за финансии во име за сметка на Република Македонија како гарант и согласно законот за задолжување, Министерството за финансии вршеше наплата на поборувањето со налози за насочување на средства и или за задршка на дотации за наплата на доспеено побарување и блокада на средства на сметка на општините Охрид и Струга како гаранти. И тоа течело. Значи, они си наплаќале, Министерството си наплаќало самите општини делот што го исплатило согласно самиот договор. 2018 година, 11 декември, се формира колекторски систем. Напомнавме за која цел, со која намена и што требаше да постигне. И таму, како што посочи преходно, го ставаат истиот директор од јавното предпријатие. И тој колекторски систем не исплатил ниту една рата. Тоа е последниот пасус пред второто заглавје цели начини и основни решенија. Ниту една рата. И се наоѓаме во безизлазна ситуација. Проектот е заглавен, кредитна способност никаква, функционирањето на предпријатието речиси невозможно, мора да се бари излез. Во овој момент
на тоа што останало за наплата, бидејќи колекторски систем по формирањето на двете подружници, едната во Охрид, едната во Струга, го превзема сегментот за работа на колекторите, односно одводите на фекалната, на колекторскиот систем, но ги превзема и долговите. Сега тоа превинува како врска колекторски систем кој што не исплатил ниту една рата. Тука е нашата резерва. Поднос на прашањето. Но во тој случај Министерството што можело да направи друго, го измислило ова законско решение, каде што преостанатиот долг го трансформира во главници. И на тој начин доаѓаме до состојба нула. Некој би рекол шуплево празно, особено за некои кадри што раководат институции, органи и фирми кои што треба да функционираат и да донесат развој, но некакво решение е подобро отколку ваква новонастаната ситуација што била по формирањето на колекторски систем. И тоа е причината зошто ние велиме дека би го поддржале ова законско решение и зошто имаме резерва. Бидејќи истиот директор што е назначен од власта таму, ниту ќе биде подобар, ниту ќе биде поефикасен, ниту пак ќе направи некоја завршница на проектите кои што требаше веќе да бидат завршени. Неќама се посеќам на дискусиите што ги имавме преходно на буџетот, колку проекти се доснат, колку требаше да чинат, колку чина, зошто заглавивме. Го поздравувам и фактот што го посочи колешката за проектот со шпанците од 900.000 евра или милион евра беше, ако се сеќам точно, каде што доколку они не се вклучат, дефинитивно немаше да има никаква трага или никаков ефект од работата на ова предпријатие во кое што надеж имавме сите. Така да тоа е накратко мојот поглед и мојот став по однос на оваа ситуација, да се надеваме дека потреба од вакви или слични закони ќе немаме, најмалку што ни треба да постане практика, бидејќи слично нешто гледавме и во некои поголеми јавни предпријатија што се практикуваат тука, да се надеваме дека конечно институциите ќе почнат да функционираат, да онаа намена да која што се и впрочем формирани. Ви благодарам.